Добре, еве уште еден, според мене, значаен проект се изведува во моментот на територија на општина Струмица. Имено се работи за мостот на река Турија. Едно долгогодишно барање на жителите од ова место, бидејќи овој мост им значи многу за поврзување на ова, не само на ова населено место со соседните земјоделски површини, туку представува, има и едно поголемо значење, односно значи поврзување на две општини, односно на 3 општини во овој регион, директно или индиректно. Значи се работи за еден класичен, би рекол, регионален проект, кој што треба да ги поврзи сообраќајно и да ги подобри комуникациите меѓу општина Струмица, општина Босилово и општина Василево. Ги има сите, би кажал, карактеристики на еден регионален проект и особено е потекна ова барање иницијатива од граѓаните од нашето населено место Просениково, кои со години го спомнуваа како еден од критичните точки во атарот на ова населено место. Направивме проект, обсежен проект, бидејќи овој мост треба да одолее на сите предизвици кои што евентуално би можели да се случат во иднина. Се работи, еве, како што гледате, проектот е работен по сите норми на современо проектирање, ќе биде долг некаде околу 25 метри, со ширина 8 метри, 6 метри за сообраќајницата во два смера и по 1 метар тротоар за пешаците, така да и дополнително ќе предстои и коригирање на пристапот, односно асфалтирање на патот, пристапниот пат од двете страни на мостот, околу 100 метри од едната и од другата страна. Овој проект го сработи општина Струмица, бидејќи се наоѓа мостот на територија на општина Струмица. Го аплициравме преку Центарот за развој на југоисточниот плански регион, каде на Советот го изгласавме како еден од приоритетните проекти кои што треба да поминат и се аплицираше во Бирото за регионален развој, од каде што успеавме да обезбедиме средства во висина од некаде околу 10 милиони денари, а останатите повеќе од 4,5 милиони денари ги обезбедува општина Струмица, вклучително е тука и претходното проектирање, обезбедување на надзор и така натаму. Значи тоа е еден комплексен проект кој што и општина Струмица сериозно учествува со финансиски средства и со останатите, би кажал, активности кои што овозможуваат овој мост да постои. Еден долгогодишен проблем решаваме, го подобруваме комуникацијата помеѓу овие 3 општини во нашиот микрорегион и мислам дека со тоа исполнуваме и едно барање, едно ветување кое што поодамна нашите сограѓани го бараа. Дополнително да кажем дека активностите на овој мост започнаа пред прилика недела-2, воведени се во работа, направена е оваа девијација која што треба да помогне во движењето на нашите сограѓани додека се гради овој мост. Предвиден рок за изградба е 6 месеци. И знаете дека во ова населено место доскоро имаше активности на работа на канализациониот систем, кој е исто така еден капитален проект кој знаете дека се заложивме во овој наш период да вложиме што повеќе во населените места. Ова е во населеното место Просениково, се работеше на фекална канализација во населеното место Просениково и нормално кога постојат вакви градежни активности, ни предстојат сега, гледаме и наредни предизвици кои што секако ќе ги вклучиме во следните наши активности, а тоа е санација и корекција на она што заради градежни активности и заради забот на времето е оштетено. Најмногу се однесува секако на сообраќајниците, односно на улиците во населеното место и пристапот
од градот Струмица до населеното место Просениково, и тоа е следниот чекор кој што за овој регион, за оваа место треба да го преземе и ќе го преземе согласно секако можностите кои што и финансиски и од вакви непредвидени работи како што беше актуелната ситуација со COVID-19, малку не може би успоруваат, но тоа што е ветено, кажено или е потреба, секако јас ќе се заложам да го завршиме.